Од овој рудник, не само ние што сме овде, има уште луѓе што бараат работат в нашето село да се вработат, а не им дозволуваат останатите неколку фирми, бидејќи они се плашат, нема после кој да ја работи на нив. Тоа во кој смисла да ти кажем, не знам, а по моје, они страхуват, нема да дадат луѓето кај нив на работа, ќе дадат во Евромак да работат во рудникот. И рудникот треба да се отвори под хитно. И да ни дозволат од утре да се почнеме како што треба, да се одиме на работа. Ние тук сме дојдени за работа, а не да нас пречува некој. Имаше референдум, се изјасни народот и сака рудник. Не успеа референдум. И сега не знаеме што сакат тие луѓе, пензионери, фирмаша, фирми имат сите и некои два троица така што ги залажуват покрај них. Работен сум и барам работа. Сега, како вие што не снимете тука, сакам да одите и горе да снимите, да видите дали тие горе се вработени и пензионери или како нас сакат честно и поштено да се заработат пари. Значи ние сакам да се заработиме пари, а они разни причини наваѓаат. То делото не им било, не одговарало, не требало да е тај спонзор, а спонзор може да биде секој. Може и јас кога ќе одам на некоја такмица, спонзор кој ќе биде, не му да сакам това одело, а мора да навијам за него. И сега не може он да ми каже јас какво одело, може да имаме се последни тренинги на мене што ги носам. Јас да бидам у негово, значи да не сум у това одело. Спонзорот ни дава одело сите да бидеме исти. Да бидеме исти и сакаме да работиме, а за понатам, например, дали што ќе се работи, државата нека се одлучи. Значи, тука не може од 6 повеќе народи. Лезем млади кадар, още има барбатија да останат тука, да се вработат тука, а не да дозволува некде за странство там прихода да остава. Това е срамота.